Ова издание. И американските компании изразија поддршка на процесите ширум САД кои не стигнуваат по смртта на афроамериканецот Џорџ Флојд. Ердоган ја користи пандемијата за да се зацврсти на власт, обвинуваат групите за заштита на човековите права. Откако само виртуелно следат настава, студенти од 10 на американски универзитети бараат да им се вратат дел од парите за школарина. Останете со нас. Поздрав од Вашингтон. Ова е Ньюсфлеш на гласот на Америка на македонски јазик. Јас сум Анита Шијакова. Започнуваме со најновите вести. Американските компании вообичаено се дискретни за време на протести, но не и овој пат. Фирми од сферата на технологијата, банкарството и забавата издадоа соопштенија за поддршка на демонстрантите против третманот на афроамериканците од страна на полицијата. Netflix согласи дека ако молчиш, премолчено се согласуваш и додаде дека како компанија имаат должност концерните вработени, муштери и кредитори да се произнесат јавно. Google ја промени насловната страница за пребарување со слоганот "Стоиме за поддршка на расната еднаквост" и за сите кои се во потрага по неа. Твитер го смени профилот со хаштагот Black Lives Matter. Многу повеќе за протестите низ САД на нашиот вебсайт. Во Турција бројот на ново заразени и починати од коронавирусот се намалува. Сепак власта ги засили контролите врз социјалните медиуми. Организациите за човекови права велат дека целта е да се замолчат критиките за тоа како власта се справува со пандемијата. Мерките на турската влада за запирање на ширењето на COVID-19 го направи Истанбул еден од градовите на духови. Но битката против епидемијата од улиците се префрли на социјалните медиуми. Министерството за внатрешни работи објави најнови притварања и најави кривично гонење за постирање на содржини по социјалните медиуми кои предизвикуваат паника за вирусот. Начинот на кој Министерството за внатрешни работи ги представува овие постирања како закана за државата е загрижувачко. Пораката е да се молчи, да не се критикува владата и да не се шпекулира за последиците од коронавирусот. Председателот Ердоган објави дека брзо ќе ја победи епидемијата, но и со неговите зборови, медиумите и политичките вируси. Неколку независни медиуми објавија дека ќе продолжат да бидат критични спрема владата и незиното справување со пандемијата. Но токму тоа предизвика ново гонење на новинари. Групата за заштита на човекови права го обвини Ердоган дека ја користи кризата за затврстување на власта. Сега зборуваат за провокативна содржина поврзана со коронавирусот. Пред неколку недели речникот беше терористичка пропаганда или навреда на председателот на Турција. Се менува името на кривичните дела, но бројот на истраги и гонење раста. Градоначалникот на Истанбул Екрем Имамоглу неодамна изјави дека заедно со другите градоначалници од опозицијата е под владина истрага и се соочува со разрешување. Градоначалниците обезбедија маски за жителите и организира добротворни собери за помош на жртвите. Ердоган ги обвини за создавање држава во држава. Ердоган тврди дека не се работи за проширување на моќта и истакнува дека новите мерки се насочени само кон сузбивање на пандемијата. Но дури и кога стапката на заразени опаѓа и има олеснување на рестриктивните мерки, нови казни се најавени за лажни информации и ширење шпекулации, што може да дестабилизира турската валута лирата, која за време на пандемијата падна на најниско ниво досега. Поради пандемијата, студирањето од училниците се пресели на интернет. Дел од студентите со протести и со петиции. Од универзитетите бараат да им вратат дел од средствата уплатени за школарина за пролетниот семестар. Ова е онлайн состанок на студентската организација наречена Универзитет на Чикаго за фер школарина. Тие бараат да им бидат вратени половина од парите платени за школарина за пролетниот семестар и велат дека онлайн часовите не се исто како и присуство во предавална. Во целина тоа ќе го чини универзитетот помалку од 85 милиони. Тоа може би звучи како многу, но во суштина е многу мал дел од приходите, кои надминуваат 8 милиарди долари.
Над 2000 студенти ја имаат подпишано петицијата. На почетокот на мај, дел од нив одбија да ја платат школарината за пролетниот семестар, се додека представниците на универзитетот не ги слушаат нивните барања. Од универзитетот велат дека нема да ги покачат школарините и предлагаат студентите кои не можат да платат да аплицираат за помош или да побараат одложување. Студентите велат дека Универзитетот на Чикаго, еден од најбогатите во земјата, може да си дозволи поврат на школарините. Навсекаде низ САД, студентите од 10 универзитети подпишуваат петиции или поднесуваат колективни тужби. Сепак, експертите велат дека нивните шанси за победа се мали. Повеќето институции ги трошат сите пари, зависат од школарината. Едноставно не постои касичка од која можат да изведат и да речат еве ви назад 20% од школарината. Харвард можеби може да го направи тоа ако воведе некоја драстична прераспределба на приходите. Но повеќето институции немаат големи приходи и живеат од школарините што ги плаќаат студентите. Фелдман вели дека трошоците на универзитетите всушност се зголемиле за време на карантинот. Институциите мора да ја надградат технологијата, мора да ги прилагодат предавањата и советувањата да функционираат од далечина. Се уште мора да плаќаат за зградите, за опремата што има во зградите. Ние не престанавме да ги користиме кампусите. Друг предизвик е како да се измери разликата меѓу образованието во надалечина и во училница. Доколку коледжот претходно не нудел онлайн образование, нема да споредба на школарината. Повеќето коледжи кои имаат онлайн настава како дополнување на директните предавања, наплаќаат исто. Од тука, освен ако предавањата не се целосно откажани, мислам дека е многу тешко овие тужби да успеат. Но адвокатите на студентите не се согласуваат и велат дека сега нема пристап до лабораториите, библиотеките и другите ресурси за кои студентите платиле. Во прашање е договор. Ви бил ветен одреден вид на образование и универзитетот го прекршил тоа ветување со тоа што не го обезбедува. Не го обвинуваме универзитетот, но тој едноставно не го нуди тоа на што се обврзал со договорот. Студентите исто така бараат враќање на парите за сместување, за оброци и за јавен транспорт. Адвокатите велат дека ќе биде потребно време за тужбите да минат низ судовите, но студентите се надеваат дека пред да се случи тоа, двете страни ќе постигнат компромис. Угостителството во Њујорк е пред тежок предизвик. Враќањето на бизнисот во нормала нема да биде лесно, велат угостителите. За состојбата во Њујорк известува Тина Трин. Рестораните во градот Њујорк се затворени, а функционираат само услугите за достава на храната. Враќањето на бизнисот во нормала ќе биде тешко, дури откако целосно ќе се отворат рестораните. Кога ќе отвориме, ќе мора да обезбедиме услови за социјално дистанцирање. Тоа значи дека ќе треба да отстраниме половина од масите. Познатиот шеф Том Коликио е еден од основачите на коалицијата на независни ресторани, која има за цел да лобира кај Конгресот за долгорочно финансирање. Бараме од владата пакет помош за стабилизација на рестораните, што ќе ни помогне повторно да го отвориме бизнисот и да обстанеме во наредните 12 месеци. Коликио вели дека најголемото прашање не е кога ќе се отворат рестораните. Прашање е кога јавноста ќе се почувствува безбедно да влезе во ресторан во кој вработените носат маски, а целото место мирисе на средства за дезинфекција. Еден предлог на Советот на град Њујорк е да се затворат повеќе улици, за да може луѓето да почнат да јадат на отворено, кога температурите тоа ќе го дозволуваат. Тоа веќе се случува, иако не официјално. Топлото време измами надвор многумина наспроти наредбите за социјално дистанцирање. Но во град со 27.000 ресторани не е секогаш лесно да се обезбеди простор на отворено. Во меѓувреме невработеноста расте, зашто размислува и Коликио. Ако сакате да го одржите бизнисот, а вработените да ја задржат работата, треба да се насочат фондови за рестораните. Тој верува дека работа ќе има, но пред да се отворат рестораните, клучно е да се заштити здравјето на вработените и муштериите. Вие го гледавте Newsflash на Гласот на Америка на македонски јазик. Гледајте не утре во истото време. Довидување.